Поздрав до сите присутни, извинете за овие технички проблеми. Малку ни одземаа време и однака ние се договаравме со професор Трајковски да бидеме порационални, времето не ни е наклонето и честитам на сите за ентузијазмот и што дојдовте да присуствувате на ова работилница. Јас ќе зборувам за принципите на научната комуникација и начин на пишување, односно структура на научниот труд. Зошто треба да се истражува? Извинете. Јас го намалив тоното, а повторно звуките. Сепкупниот развој на едно општество зависи од истражувањата и од инвестициите во науката. Убавината на науката лежи во незината честност, универзалност, таа е на целото човештво и помага за развојот и за подобриот квалитет на животот. Науката е извор на знаење кое што се креира преку научно-истражувачката работа. Тоа донесува прогрес, нели, и базира на честност и на доверба. Круна на секоја научна работа е публикуваниот научен труд во списание со рецензија. На тој начин научникот ги обелоденува резултатите од својата работа, од своето истражување и ги прави достапни за пошироката научна заедница. Од друга страна, во академската средина постои константен притисок да се публикува, да се објавува, бидејќи професионалниот развој, кариера, добивање на грантови, унапредувања е поврзано со бројот на објавени трудови и оценка нели на научната работа и активност. Позната е изреката publish or perish, објави или исчезни. Тоа значи ако не се објавува, резултатите остануваат невидливи од вашата работа. Само публикуваните резултати остануваат во научни списанија, се видливи за научната заедница. Научниците кои што не објавуваат практично се анонимни за пошироката научна заедница. Објавениот труд е перманентно наследство, нели вредност, но исто така и објект на ревизија и критика. Секој може, нели, и подоцна, и 10 години да го побара, да го прочита, особено во референтните списанија. Пишувањето не е лесна работа. Тоа бара желба за ново знаење, имагинација и креативност, истрајност и напорна работа, а секако и вештини за подготвување на ракопис во согласно со меѓународните стандарди на научната комуникација. Позната изреката од Чарлс Дарвин, кој рекол дека животот на научникот би бил многу среќен ако тој треба само да обсервира, а да не пишува. На тој начин тој го потенцира значењето, тежината на пишувањето и важноста таа вештина да се постојано надградува. Што треба да се публикува во медицината, јавното здравје и сродните полиња. За да се прошири информацијата, неопходност за поделба на искуствата во клиничката медицина, промоција на јавноздравствената пракса и активности, обврска на здравствените и јавноздравствените професионалци, па на некој начин и судбина да се пишува и публикува во медицината и јавното здравје.
Рековме, основа на науката се интегритетот и честноста и публикувањето на резултатите од научните истражувања во медицината е база за така наречена evidence-based medicine, медицина базирана на докази и добра клиничка пракса. Со објавувањето на резултатите во научно списание, тие се прават достапни за здравствените и јавноздравствени професионалци, за оние кои пружаат здравствена заштита, за оние кои што донесуваат одлуки во медицината, креаторите на политиката, други релевантни сектори, невладини организации, цивилното општество, локалните заедници, медиумите, популацијата и секако пошироката научна заедница. Во 1978 година Меѓународниот комитет на уредници на медицински списанија усвои заеднички барања за ракописите кои што се понудуваат во медицинските списанија за објавување. Тука се внесени принципите за објавување, уредувачката политика, конфликт на интерес и така натаму. Овие почетни заеднички барања претрпеле повеќе ревизии и дополнувања, последната е од 2019 декември. Ќе добиете мојата презентација, тука и линкот, може лесно да се пристапи до тоа. Овие заеднички барања, усвоени на меѓународно ниво, тие уредници на медицински списанија, се преведени на некој начин и вградени во инструкциите за авторите на секое списание. Други меѓународни организации кои што ги додирнуваат овие прашања се World Association of Medical Editors, Council of Science Editors, European Association of Science Editors, Committee of Publication Ethics. Основните принципи кои што ги промовираат овие меѓународни асоциации се јасност, да биде јасно напишано, веродостојност, тоа што ќе се напише да е точно, едноставност, да биде лесно разбирливо и разбирливост. Тоа се етички принципи на авторите, уредниците и рецензентите, кои што ги оценуваат трудовите, нели, приложени за објавување, дали ги задоволуваат основните стандарди. Зошто да се публикува? Затоа што имате нешто важно да кажете, да менувате пракса, да промовирате размислување или дебата, да дозволите увид во вашата работа. Некој публикува заради слава, заради пари, развој на кариерата, заради забава и едукација. 90% од релевантните информации се публикуваат во 10% од списанијата. Само 10 до 15% од објавените трудови од одредена област се корисни. Половина од трудовите никогаш не се цитираат, а половина од списанијата во библиотеките, на полиците, никогаш не се отвараат. Најпознати датабази на научни трудови, тоа се Medline или PubMed, тоа е како Библија во медицината, се води од Националната библиотека за медицина во Бетесда во САД, која годишно прима 25.000 списанија, а индексира околу 4.000. Друга позната база е Science Citation Index или Web of Science, индексира 5600 водечки списанија од сите области
со импакт фактор кој се добива преку корпорацијата Thomson Reuters. Science Citation Index индексира помалку од 2% од списанијата од земјите во развој. Земјите во развој имаат околу 25% од светските научници, но тука се финансира само 5% од глобалната сума за наука. Значи, постои една голема пропорција расчекор. Што бараат, што очекуваат уредниците од авторите кои што приложуваат ракопис за објавување? Бараат возбудување, изненадување, да биде важно тоа што се понудува, да биде оригинално, со оригинални податоци од истражувачка работа, да биде релевантно за аудиториумот на списанието, да биде вистинито, јасно напишано и вовлекувачки напишано. Да почнете да пишувате труд, треба да си поставите неколку прашања пред себе. Што имам да кажам? Дали тоа е вредно за кажување? Кој е вистинскиот формат на пораката? Кој е аудиториумот за таа порака? И каде треба да ја објавам таа порака? Пред пишување на труд треба да се избере соодветен предмет, метод за да се одговори на прашањето, да се интерпретираат резултатите адекватно и да се најде соодветно списание. Секако, пред да се понуди ракописот за објавување во одредено списание, треба да се прочитаат инструкциите за авторите. Важно е да се избере категоријата на списанието, должината на самиот текст, форматот и соодветните референци што треба да се попрзат. Основи за пишување на труд, најважна е читателот секогаш знае кај се наоѓа кога го чита трудот. Самиот наслов на трудот може да биде индикативен или информативен. Под насловот на трудот се става авторот или авторите и нивната афилиација каде се вработени, односно каде е правено истражувањето. И се определува еден кореспондирачки автор. Апстрактот може да има класична форма, како есеј, до 250 зборови, или да биде структуриран до 300 зборови. Структурираниот апстракт содржи 4 поднаслови: цел, методи, резултати и заклучоци. После апстрактот се става клучни зборови од 3 до 8 по мешлистата. Доаѓа од medical subject headings. Тоа го изготвува Medline. Апстрактот може да биде дел од трудот или да биде посебно и помага на авторот да оцени од како ќе го прочита апстрактот, дали ќе обара целиот труд. Делот вовед. Авторот треба да одговори на прашањето што сакав да направам. Овде тргнува од поширок контекст да каже што е познато, што не е познато за одреден проблем и што тој одлучил да направи. Воведниот дел завршува со цел, која е целта, нели, и евентуално хипотези со кои се тргнало во истражувањето. Сето тоа треба да биде рационално и логично прикажано. Ова е модел на Croatian Medical Journal, како треба да изгледа воведниот дел, како пирамида со базата свртена кон горе, а врвот надолу. Значи, go from the general broad context of your work to tell the reader
what is already known, to what is not yet known, to what the problems are, and to what you have decided to do. Многу кратко, рационално и јасно кажано. Во делот методи, авторот треба да одговори на прашањето пред себе како тоа го направив. Значи, во воведот што сакав да направам, а во методите како тоа го направив. Како рецепта треба да се јасно каже, концизно, кои методи се применети, кои биле испитаниците или пациентите, на кој начин е направена рандомизација, дали се почитувани етичките стандарди, Хелсиншка декларација на Елиза, клиничките студии, каков тип на студија е тоа, кои средства, опреми, хемикалии се употребени, кои стандардни методи се употребени, кои не треба опширно да се опишуваат, туку се повикуваме на референции. Тест на валидност, ако е направен за веродостојност на податоците, поготово во анкетни истражувања, на 5 до 10% од испитаниците, со некое образложение се повтори истата анкета со истите прашања и се гледа совпаѓањето на одговорите при првото анкетирање и повторното анкетирање. На тој начин се прави тој тест на валидност. Кои статистички методи се употребени, кои тестови, нели, и реков почитување на етичките стандарди по Хелсиншка декларација. И дали е добиено свесна согласност од испитаниците, особено клиничките студии, да бидат применети одредени нови методи, лекови и така натаму. И секако треба да се почитува приватноста на пациентите, да не се објавуваат податоци преку кои може да се открие идентитетот на пациентот. Во делот резултати, авторот треба да одговори на прашањето што најдов, открив. Резултатите треба да се прикажат по логичен редослед, да се каже што е релевантно, да се каже целата приказна, нели, одредени податоци да се прикажат табеларно, други графички, но не исти податоци и во табели и во графикони, туку да се дополнуваат. Авторот ќе оцени на кој начин би биле податоците попрегледни. Ако една табела има премногу податоци, тогаш може да се транспонира во графикон кој што ќе го покаже трендот или структурата за одредена појава. Прикажувањето на резултатите секогаш се поврзува со поставените хипотези во истражувањето. И на крајот се нагласува, се сумира најважните резултати. Реков, исти податоци не треба да се прикажуваат и во табели, и во графикони. Секоја табела или графикон треба да биде self-explanatory, нели, самиот за себе да појаснува све со насловот, со податоците внесени и фуснота или легендата, да